се колнам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам верно и честно за слободата на Македонија. Ќе ги исполнувам безусловно повелбите и наредбите на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов сум да бидам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. Јас, жив е син ми, малечко беше, го капев да простите. Го капев и мајка ми дојде, Златке рече, шо правиш? Шо правам, реков, мајко, еве детел си го капа. Ни капи го рече, ни повивај го туку рече, брзо бегај, ела кајно татко ти не прати, оти рече, војска турска иди, силна војска многу. Јас на тоа време бев као Калајџија во Игејска Македонија. Пошто работе по селата, со четите се среќава во секој момент. Се стегна ми вели војводата Васил Чакалагов, ти ќе бидиш као курир, пошта. Кај ќе те пратиме? Добро. За да и занаето да го работиш, и за нас да работиш. Поберено тебе немаме. Добро. Еј, Боже, Злате, што ќе видиш? Што ќе видиш? И туку, еден помина тука. Маре, браток, му вели ми. Шо е това, што трчате? Ох, Мари, рече, сестри, рече мој. Одбола, рече, не срдица. Како не срдица? Не срдица, рече. Не удри куршумот и ја дома не му кажах на мајка ми. Реков, камен ме удри, еден куршум удри, реков, на куќа, реков, ми ја рачи глата. Ми кладе мало пипер со шеќер, мајка ми клати. 3 пати отидо коцките. Не еднаш, ма 3 пати. А да бевте 2 месеца напред, толку, брат не појки знаеше. Ама умре. Тој пак сите знаеше. Брат не, ама умре. Ама 3 пати не еднаш, а без граба го донесохме после. Првата пушка пукна в чаршија. На стражарот што беше на учуматот. И таа пушка ја фрли, ја пукна четникот Вању Топус. Кога пукна пушката негова и тоа камбаните тропнаа. И од едната црква, и од другата, и од третата црква. И се чу ура, громогласно. Од секаде се викат ура. А него без знаење што е ова, од деца. А президента на ден Илијден беше во неделя, имаше многу свадби во Крушево. И весело беше през целиот ден и през целата ноќ. И кој како се најде по свадбите, секој да се прибери дома и такво нешто беше, да. Се што низ долгиот мрачен период на турското робство се собирало во душата на македонскиот народ, без друго тога и најнамачениот народ на Балканскиот полуостров, се што се родило како бунт и организиран отпор од страна на најдобрите синови на тој народ, го доби својот врв, својата блескава круна во ноќта помеѓу 19 и 20 јули 1903 година според стариот календар. Таа чудесна и линденска ноќ се роди Крушовската република, за да го ознамени постоењето на овој народ врз едно парче толчена и раскинувана земја, за да го каже тоа што тој народ бил и тоа што тој ќе биде во иднината на слободолюбивите народи на светот. Крушовската република, која што им донесе национална слобода и социјална еднаквост на сите народности во Македонија, ја растресе увереноста на турската империја дека робот ќе тегне и ќе молчи до гроб и го распали духот на востанатиот народ кој што знаеше само за еден повик – смрт или слобода. Јас бев, браќа, 15 години после Турива Станиево. И бев, кога дојда први комитиве наши. На ден Илијден. Денеска Илијден вечерта дојда. Дојда вечерта. И си спиевне. И патија првин камбаните додираат си од сите 3 цркви. Бамбум, бамбум. И ние туку рековме, шо е това камбани веќе одираат? До нас комши бевне со матер Нешкоски. И му велиме,
на Матејце, што е това камбани ме судират? Мајка ми Томејце рече, нашите рече ни дојдо. И ситичките на нога бевне. Станати сите на нога. Радосни веќе што немат каде. Од Турци што пативне никој да не патите. Беше нешто радосно, голема слобода. Крушо доби едно име уште во на време Крушевска република. Ние сите кон млади, ја дете 16 годишно, се радувавме. Нема турци повеќе. Да живее народ македонски. Гласно се викаше. Одиме по четите, кој по намечкинкаме, кој на кале, кој на слива, кој на којофтар. Носиме јадење, пиење, се радуваме околу четниците. Убаво нешто, весело нешто. Дојде Абер, вечер кумитите кидат. Тајно. Дојде мажот од село, рече, жено, тука си, сабајле рано. Тука сум. Ами рече, стани, рече, меси погачи, и јас, рече, ќе легнам да преспијам, ќе месо да земам вечер кумитите кајнат четата кумитите. Не станав месец си вела. И туку се собра, тај че Шалковци, овие војската, се собра тука, во водите се собра тука, се Каревски, се Никола Каре, ондека се собра, не се здравува во водите. Крушовската република ги започна првите денови на слободен живот, обкружена и пазена од четите на Питу Гули, Мирче Ѓурчинот, од четите на Јурукот и Биринчето, на Христов, на Алабакот и на други прочуени македонски војводи, од привремената влада преку револуционерниот суд, преку повикот и прокламацијата до соседните турски и помашки села, во деноноќен напор да се објасни смислата на востанието. Вековниот идеал стана вистина, републиката стана стварност. Во тие возбудливи и незаборавни денови, избеганиот началник на турскиот гарнизон во Крушево испрати писмо до штабот на востаниците во кое се вели: Герои, прокламацијата до моите сонародници живо ме заинтересира. Од неа и во овие 2 дена од вашите действија разбрав дека напразно сме ве сметале за разбойници. Целта ви е голема и борбата смислена. Напред по тој страшен, но славен пат по кој сите народи се добрале до слобода. Началник на гарнизонот во Крушево, Сулейман, 23 јули 1903 година. Крушовската република, заедно со слободата му ги донесе на народот и своите херои. Едно од предните места на хероите на републиката му припаѓа на Никола Карев. Роден во Крушево во 1877 година, а убиен на 27 април 1905 година во село Рајчени, Кратовско, Карев и ден денес живее во сеќавањата на крушовчани како човек и како војвода, чиешто име е врзано со највозбудливите страници на македонската историја. Околу 900 година, 901 година Никола Карев бил мене учител. Се 4 ден или први клас, а мислам че беше први клас. Човекот беше, Никола Карев кој човек беше многу добар меѓу учениците. Али неговиот зана не беше као учител, тој мислеше на друго. Тој гледаше секако некако уште млади или децата да изабери да пикни во организацијата. Човекот беше многу сериозен. И мил беше меѓу луѓе, меѓу другарите, меѓу учителите, а меѓу учениците беше многу мил. Никола Карев. След известно време чузне да Никола Карев напуши Крушево и тоа еден случај стане едно убиство на мајка и ќерка. И Никола Карев, кој е лидер, кој е воја на таа организација, веќе власта знаеше, напуши Крушево. Дојде време за востанието. Никола Карев се провргла се тоа као председател на идењето востание. Никола Карев секогаш имаше думата во штабот. Околу него Тумен, Ташко Вањев, Тодор Мазар и некои други во едни времена. Идучи даскал претворта врбечето книгите, еден беше висок, калеш и ќе се вличеше овде ќертајше брадовче. Ќертајше. И сите му веле овој каков е човек кумита. Ама ја бркаше та работа. Ја бркаше та работа, ноќе ја бркаше та работа.
A den je uči, noć je brkajta rabota. A tu kad to si dojde, ovdeka, i jeduš i na večer veše, i bi se ti zapela jedna pjesma. Edi reče, de reče, seko reče, buka reče, kumita reče, seko je granče, martinče, seko je livče, kolanče. Velik, ovaj Nikola. I fati potre, fati ormanjeto. Fati ormanjeto, i stana mažot mi, koji lep mu nosit, ano, da ka ponivija vojpne, vorman, koji lep mu nosime, koji ali će da se promenit, i si fati posle toj družina da si zbirat. Jedan pođi, drug si pođi, dođi i si sobra četata. Jedan kade se ne ustaklija, hej, na noga ne gaze se, na noga ne gaze se. Mlad, nema se ni žena ni ništa, nema se žena. A trga maka doma za pravina. Ljudi basti se i kadat. Goznaj meni je kadat, njuči goznaj ne kadat. Barajte go, što znajte pravite go. A trga maka za pravina tega doma. Barajte go, fotete go. Na to vreme će dojde Fudiljenska Makedonija ovde sa pošta. Grigor Pardiši koji je jedan veš ovdeka, той ги имав некако главатар на четите. Никола Каре, то ме никли, пие ќе се собере, ќе иземе писмата, ќе си прочита, ќе си история и ќе направя писма други, ќе ми рече, отвори си очите, да не паднеш в клапа. Велам, јас в клапа не падам, но съм глад, ако памнит. Тоа и јас в клапа ќе памнам. И кој пат ќе дојде в фабрика, се мораше ја да се ставам со Никола Каре. И Никола Каре не беше некој фодул човек за доле, си правихме муабет како ја и ти. И немаше, тој кој пат ќе дојде, все ќе ме учиш. Отвори си очите, да не те фата на тоа, да не предаеш сите. Ама не предавля. Имав един конь будала по будала от мене одеш. Ќе објавне фатавека и ќе дојде овдека. Од овдека конјо по мене пак назад и мене стори в 9 години курир, тие мене не ме фату ни турчу ни. Покрај Никола Карев, Питу Гули е најславното име на најславната епизода на Крушовската република, епопејата Мечкин камен. Во ликот на Питу Гули се среќаваат трезвен и разумен социјалист со бунтовен и неспокоен романтичар, кој ќе остане до последниот свој другар, до последниот свој здив во одбрана на републиката. Кај народот Питу Гули остана да живее најмногу и пред се како херојот од Мечкин камен. Дојде Питу, седи един ден тука. Не седи појке. Един ден и побегна по селата. Знаеш, по селата. И дојде, донесе, пузнеш колку донесе, што брашно, што качење од масло, али ще од тие убајте, знаеш ти, сите црвени со гајта. И тие, јарно дојде, има велик мајка ми на брат му. Питу рече, нищо не тебе нам рече, оти мајка ми рани се, бојте, ткај се рана, мајка ми, ткај се, оставот имавме ние децата полна, и ткај се, и рани се и тие. Јарно, стана, после рече, да му дајш рече труа, мисли да плачет кога белам, да му дајш рече труа, мас, рече на децата, јас рече не излезох да му дам рече, пушката имам жена, и фишејците, имам децата, рече. Јас рече, не излезов, рече, излезов за Македонија. Обој збор. И станавме, ќе беа такво, си соберија тамо, сега сите, си соберија тамо, знаеш, имаше такво, како куќа, знаеш, такво, щитите, знаеш, како прат, знаеш, не знам да е бела. И го кладоа.
И кладочите намаха, сите се обрани, големите сите бяха направена. И рекла, и там е дефект, дуним, така бе. И рече, да изживеете, те не можем да гледам, братя Бугария. И стана питу како беше, значи на стол. Како рече, братя Бугария, рече, Македония да живеят, рече, за Македония излезохме, рече, не излезохме за братя Бугария. И како се тая трува, знаеш, всичко tako, арно, побег. Си побегна питу, излезе оттам. Ясно, седо, Те сега тя такво, тя бегат, знаеш, тя бегат. Те не са мене, по-него, знаеш. Пуста сестра и жена и детата малиците, четири деца имаше, 4. И дойдохме я, друго место я, до скалите, до тука. Бегайте, рече сестро, не бачиците, той имаше един конь бел. Ама рането беше той, 2 пъти рането беше. И бегайте, рече дома, ама да не уйте во големи кути. Ама да уйте, рече, оти не се знае како ќе бидите. Да уйте, рече, во плевни и во мали кути. Толку. И се побегна, се взе дечетата, и се побегна, и после ја така. Ама да ви кажам од првин, да велите како влезе од 14 години, отиде кумит. Да ви кажам и те? Да ви кажам. Да ви кажам. Майка ми после ми кажуваше и баба ми. И кога, и такво, от 14 години, не знам, во 16, во 2 години го фатија турците. Го фатија турците, го фатија и го днесоа Стамбул. Го кладоа во долапи. Го кладоа. Баба ми, пак тој имаше, тој и мајка ми само. И баба ми, ој се сочераđите, да ви кажаме, греуј. Ој се сочераđите со цигановци. Стамбул 5 недели праеше пеш да ој да го видите. Ој се 5 недели, не 3, ама 5 недели. И ој се го видише, идише, плачеше. Овде нема што да јадат. Крушовската република се подготвуваше да ги брани своите придобивки, затоа што беше јасно дека моќната и вооружена до заби турска армија нема да дозволи една шепа бунтовен народ да создава држава во држава. Во Крушово се организираат работилници за оружје, за муниција, за облека. Се беше на нога за да ја одбрани слободата од нападот што се очекуваше. После неколку дена иден во стание, или 2-3 дена, поред тоа, вика телерот низ градот и то, со глас, слушајте вие луѓе граѓани, немој да се плашите, зашто топот од чрешна ќе да пукне. Вика во целиот град. И секој еден се чудиме каков топ и од каде тој топ. Кога последно време разбрахме зашто тој топ го правил Ставре Борерот, Коковач, а Тале Бочварот, ко Бочвар го продупчиле и го поде со железа. И го днесе горе на гумнека штабот и тамо го запали после неколку дена и пукна топот. А во куќата од Лапевци, од Иле Бојаджија, беше ливница, таму се леја патрони, таму да се поправаше оружје, кога се наледе вид. А во куќата од шапкалијата беше таму опреква на опинци, на чевли, на 4 опинци се поправа. Како што се и очекуваше, по 13 дена слободен живот на Крушовската република тргна една цела армија на аскари Башибозук, на артилерија и кавалерија, од кон Прилеп, од кон Кичево, од сите страни од каде што турската армија можеше да им прииде на востаниците. Наближи судбоносниот час на републиката, а народот, кој што не бараше ништо туѓо, освен свое право да живее свој живот на својата земја, остана сам во мачната и неравноправна борба со поробувачот.
prvim dojdo тука кај Плочи, војските. Пошто ние седиме таму Каршија и гледавме тоа тука што гледате дупката, црнеица од ним. Кога ќе удријат тие залповите, санки пуфće се прави. Па. А ние низ пенџерињата гледај као глупците сиромасите. Се стени, са вајлето се развини. Вика да се предаваме, а ние гледаме од тука, горит Крушо. Крушово гори. Секаде каде што турската армија помина, остави зад себе пеплиште и смрт. Слободата е најскапиот продукт на човековиот дух и таа се плаќа со најскапото што е во животот, со самиот живот. А по таа цена македонскиот народ овој пат ја плати и Крушовската република. Турската армија беше безмилосна за непокорните поданици на империјата и таа нивна непослушност ја казнуваше со ножи, со огин, за да се знае дека силата Бога не моли. Во борбите на малобројните востаници против 12.000-та турска војска се родија и легендите за Мечкин камен и за Слива. Sliva pravona, kači zakopaj momau, bavan zataži bavoza, plači glas da se čuje do Boga. Odela baba, odela vta sala sliva pa, Dina našla si baba pro, našla 40 mladiju, na sivo krvje se iska, peni soluti ranina, gradi crni ranina čelo. Мечкин камен остана уште посилен и пожив светилник за безпримерната храброст и пожртвуваност на востаниците, кои заедно со својот сакан и нескротлив војвода Питу Гули паднаа до последниот во слава на републиката, а за восхит и гордост на нивните внуци и правнуци до ден денешен. На Мечкин камен, откако борбата то паднаа четата таму, стана мој брат со еден друг овдешен и отидоа таму. Кој гледа сите паднатите таму. И кажуваше, брате, жолти рече као лимони беа сите. И сестра му на Питу беше таму. И сестра му од Питу. 2 сестри имаше тука. И ти кажам, и сите таму паднатите ја видоа така, таму, како бе. Може би во тие судбоносни денови на Крушовската република, кога многу понадмочниот непријател се устреми врз нејзината независност и кога навистина беше и узорно да се дава отпор, војводата Питу Гули требаше да го послуша своето раководство и заедно со останатите чети да се повлече од Крушово. Но во таков случај, тој тогаш не ке беше тој непокорен, безкомпромисен заљубеник во републиката, за која остана ничком пред нејзините порти. Отида првина, отида да мајка ми, една тетка братуче, да знаеш се наша, и Калина го викале. И отида да го закупат. Значи, те се крадоа една лопата од војници и една тесра. Отида и го најда. Тоа го... не можам... Димана, си имаше името на раката. Си имаше, од тоа го позинале. И тој си имаше дајно в уста. Се позинаше. Куршумот. Се позинаше. Отида овие, го најда, го закопале.
така завршија 13 дена живот на Крушовската република. Тогаш во почетокот на ова столетие, кога Турската империја беше веле сила и кога ниедна друга сила во Европа не се најде да му подаде рака помошница на нашиот голорак народ, за да си го извојува и тој правото за самостоен живот во братска заедница на народите во светот. Но ако Крушовската република практично имаше кус век, како и во станиците што за неа се бореа, остана нешто друго по нив, нешто трајно и постојано, што се врзува со нас и со тие што по нас ке дојдат, како наш собствен, нераскинлив и неотуѓив дел.